Сега е време за нешто, верувам, убаво и интересно за сите. Ние кои што сакаме да готвиме, кои што сакаме да учиме нешто ново во кујната, за таа цел нашата утринска гостинка нешто ќе сподели многу интересно со нас. На гостини е Теодора Георгиевска, инфлуенсер за храна, а заедно со неа е нашата Ирена. Иренче, добро утро, среќен понеделник на двете. Каков викенд имавме? Па, да ти кажам, Суза, јас лично имав малку напорен викенд. Бев еден ден за Охрид и се вратив назад, ама со оглед на тоа што си бев во градот што го сакам најмногу на светот, ете така секогаш изјавувам, навистина напорно, ама убаво. Так, одлично. Ви посакувам убав разговор, повелете. Да, благодарам, Суза. Ете така, убаво кажа наша Суза, во следниве 15 на минути ќе зборуваме за нешто убаво, ќе зборуваме за храната, а наша и ваша гостинка ова утро е Теодора Георгиевска, инфлуенсер за храна, а сите вие кои што ја пратите на социјалните мрежи, без разлика дали е тоа Инстаграм, Фејсбук или ТикТок, ја знаете едноставно како готвиме со Теа. Теа е ова утро заедно со нас. Добро утро, Теа. Ти благодарам што ја прифати поканата да бидеш наша гостинка ова утро. За почеток би сакала да ти ја честитам наградата. Ти си во 5 инфлуенсери за храна на Балканот, значи за најдобар инфлуенсер во областа на храната. Ти си меѓу 5. Честитки за оваа награда. Ќе позборуваме малку подоцна што значи за тебе сето ова. Сакам за почеток, еве има луѓе кои што можеби прв пат те гледаат, кои што се уште сега можеби те запознаваат. Да ни кажеш како започна твојата приказна, инфлуенсерска приказна и што беше пресудно ова да стане твоја професија? Пред се благодарам за поканата. Драго ми е што денеска ќе се дружиме. За тие што не знаат, претпоставувам дека повеќето знаат, мојата приказна започна сосема случајно, затоа што кога се преселив да живеам само кога се омажив, почнав многу интензивно да готвам, нели, тогаш да се докажеме како млади домаќинки, што знаеме во кујна. И супругот ми подари една даска изгравирана со хаштаг готвиме со Теа. Почнав да ги објавувам на мојот приватен профил јадењата и еден пријател ми предложи зашто не го направиш тоа како посебен профил каде што ќе објавуваш само храна. Тоа и го направив и така од една сосема случајна спонтана работа излезе да денес ми биде еден вид на професија, иако нели кај нас е малку чудно како тоа станува професија Инстаграм. Ама ете така, јас успешно го работам, тоа го работам со љубов, рекламирам фирми кои што ми носат бенефит за мене и воедно нели на нив. Така што убаво ми е да го работам, затоа што ми исполнува колку време креативно. Теа си инфлуенсер за храна? Па не цели 10 години. Значи доста. Да, јас кога почнав во тој период немаше многу малку се бавеа со тоа и беше многу чудно. Дури јас самата не знаев што ќе биде од сето ова. Не очекував дека еден ден нели ќе дојдам до ова ниво каде што ќе бидам позната како инфлуенсер за храна и дека ќе заработувам од тоа, затоа што кај нас не беше тогаш толку развиена таа тема инфлуенсерство. Добро, 10 години не е ни малку, не е долг период. Сега малку сакам да те вратам наназад, дали може би се сеќаваш на првиот рецепт и ми кажа пред малку дека го имаш дури и објавено. Еве во моментот одат и фотографии, гледачите можат да видат за што станува збор. Ќе имаме и видеа во текот на разговорот, така да ќе видат како изгледаат твојот профил на Инстаграм. Првото јадење кое што го имам подготвено воопшто во мојот живот да речам, ги памтам тие од детските денови. А за Инстаграм конкретно прв рецепт кој што ми е објавен на мојот профил е охридски гевречиња. Да, и тоа беше едно спонтано патување во Охрид, каде што ева сега да се поврзаме со вашето патување. Го пробав таму тогаш прв пат охридското геврече, како го сервираат со јајце на око и ми инспирираше да го сготвам дома, беше многу декоративно, го сликав и го објавив на Инстаграм и тоа ми беше првата објава на мојот профил, така што го памтам тоа. Од тогаш па наваму има
безброј рецепти. Зборувавме малку пред да влеземе овде дека остануваш на традиционалната храна, дека сепак ги користиш намирниците кои што доаѓаат од нашето поднебје, од овде од Македонија. Што те инспирира кога подготвуваш рецепти? Секогаш малку ги видоизменуваш, нели? Па во суштина јас сакам да готвам традиционални јадења за да си ја задржам таа нашата традиција. Меѓутоа кога почнав експериментирав многу заради тоа што сакав да пробувам нови вкусови, јадења кои што не се за нашето поднебје актуелни. Меѓутоа заклучив дека прво намирниците со кои што треба да ги изготвам не ни се достапни, потоа луѓето кои што го гледаат тоа што им го прикажувам, не се заинтересирани да научат нешто ново, сепак сакаат нешто што е традиционално. Има многу луѓе кои што првпат се соочуваат со готвење и сакаат да научат да готват, затоа што не знаат некои луѓе да готват. И тоа не е срамота, заради тоа што не сме родени сите учени, заради тоа јас имам следбеници на Инстаграм, затоа што јас го прикажувам целиот процес на готвење од традиционален аспект со некои мои новитети внесување, затоа што јас многу сакам да експериментирам и секогаш кога готвам, прво отварам во фрижидер да видам што имам на располагање и врз основа на тоа да си склопам некој мој рецепт, покрај тоа што нели имам рецепти готови, сепак сакам нешто мое да си додам и тоа е суштината на моите јадења. Тука и тајната на моите јадења, затоа што јас сама... Ќе те прашам малку подоцна која е тајната состојка. Спомена следбеници, имаш многу следбеници на Инстаграм, барем она што јас го гледам. Кој ти е досега вака најкоментиран рецепт? Каде што најмногу им привлекува внимание на следбениците? Па, видете, сите следбеници различно реагираат на различни рецепти. Некои позитивно коментираат, некои негативно коментираат. Да го издвојам, некои немам, затоа што има доста кои што се коментирани. Пак ќе кажам дека секој од различен аспект ги гледа работите и различно коментира. Меѓутоа, главно коментарите, тоест прашањата ми се насочени кон тоа некој јадење како го направи ова, колку стави. Да, еве оди во моментот едно видео. Ова е нешто ова е нешто малку помодерно да речам. Имав некоја калапче, па решив да направам едни бомбици, вака интересно беше калапчето. Чоколадни здрави бомбици наполнети со фил од малина. Доста интересен рецепт, убаво изгледа. Извините, прекинав? Нема проблем. Па во суштина тоа се прашањата, некои луѓе не читаат коментари, иако во моите описи под рецептот, под видеата стои се, да. Покрај тоа што веќе можам да се пофалам со над 200 видеа снимани рецепти, предходно снимав само, односно сликав само и објавував, сега веќе тоа го правам само исклучиво со видеа и што е поинтересно и по видливо, нели по убаво за сите што сакаат да научат нешто. Коментираат различни работи, ама ако луѓе сме, нели, јас сум тука, одговарам кога можам. Некои работи што гледам дека се невкусни ги одбегнувам и ги игнорирам, иако имам доста коментари што велат зошто ги игнорираш коментарите. Не сакам да се впуштам во такви, нели, чаршиски неубави моменти, да се ставам во непријатни ситуации. Така е. Сега гледаме видеа. Овие видеа траат по колку? По 2-3 минутки, така? Не, секој видео трае најмногу до 1 минута. Значи, уште помалку. Уште помалку, заради тоа што се снима многу повеќе. Да, заради тоа сакав да те прашам, колку време е потребно за да се набават намирници, да се подготви рецепт и тоа се да се спакува во минутка и пол. Да, гледам видеата да бидат најмногу до 1 минута, заради тоа што толку држи вниманието на еден гледач. Многу е важно првите неколку минути да бидат примамливи за да те го задржи вниманието и тоа мене ми бара многу време и посветеност да го направам. Текстот кој што го смислувам за да биде точно одреден во 1 минута е многу тешко. Значи јас прво пишувам цел текст, па потоа го кратам, па почнувам со снимање, гледам каде можам да скратам затоа што не оди така како што јас сум си замислила. Целиот процес на изработка на едно видео е многу
тежок и долг. Сите што мислат дека е така едноставно, не е баш така едноставно, заради тоа што прво јас треба да смислам каков рецепт да направам, потоа да ги набавам намирниците, откако ќе ги набавам, нели треба да го сготвам, затоа ми треба одредено време. Ако нормално готвење без да се снима трае 1 до 2 часа, зависи нели колку е комплексно јадењето, мене ми одзема до 3 па и 4 часа, со тоа што нели после готвењето треба да раскренеме кујната. Тука го опфаќам целиот процес. Да, и на крај доаѓа моментот на подготовка на видеото, односно монтажата, каде што тука треба нели да се направи кој кадар, кој кадар е најважно да се вметне во видеото и како најдобро да се долови моментот за да можеме да ни биде јасно кога ќе го видиме видеото што треба да направиме. И тоа трае. И да изгледа токму вака како што имаа можност да видат гледачите. Тоа трае, покрај тоа што нели тие обврски ги имам обврски и дома и некогаш ми е многу тешко да се прилагодам на времето кое што е кусо, ама добро, се снаоѓаме. Сепак ти е убава работата, интересна е работата, кога зборуваме цело време дека сакаш да експериментираш во кујна кога готвиш, сакаш да внесуваш твој специфичен вкус, имаш некоја тајна состојка претпоставувам во кујната, ама сакам да те прашам кога нешто ново вметнуваш, што ти е најтешко? Дали односно на што најмногу обрнуваш внимание, дали на вкусот, изгледот или можеби од достапноста на намирниците? Па сите три работи се многу важни. Мене лично тајна состојка ми е љубовта, затоа што кога готвиш со љубов, сите јадења на крај добиваат посебен изглед и вкус и можам да кажам дека порано ми беше тешко да набавам намирници, меѓутоа веќе се е достапно кај нас, да, и немам проблем со намирниците. Кога сакам да сготвам некое јадење, важно ми е и убаво да изгледа и да и вкусот да биде убав, нели? Затоа што прво нели кога ќе го погледнеме јадењето треба да не привлече, потоа на вкусот да не задоволи, да. Така што битно е се. Од кога ќе ги подготвиш овие рецептите, дали потоа целото семејство тоа е ручекот за тој ден или кој тоа го дегустира после тоа? Да, најчесто гледам работите кои што ги приготвувам да ни бидат потоа оброк за целото семејство. Меѓутоа има некои работи кои што нели ги правиме количински, посебно кога треба да направам некое благо или некоја пита, тогаш споделувам со најблиските, ги викам моите родители, сестра ми, пријатели, така, тие што се околу мене. Има ли некое јадење што би можела да го јадеш секој ден, а да не ти досади? Па... Или секој ден мора да е тоа различно подготвено? Во суштина, за мене лично јас сакам да јадам секој ден различно јадење, затоа што сакам што повеќе вкусови да пробам. Да, ама ако го прашате син ми, он секој ден би јадел спанаки. Браво, браво. Тоа е за пофалба, бидејќи децата обично избегнуваат нели манџички, готвено, повеќе сакаат брза храна. Уште 2 блиц прашања, солено или благо преферираш повеќе и дали дома или во ресторан? Солено преферирам, не сум голем љубител на благо, не сакам многу да готвам благо, ама и тоа го правам. А во однос на ресторан или дома, па лично мене веќе ми е дојдено до моментот кога сакам некој друг да ме служи, така што ресторан би одбрала за малку и јас да уживам. Да. Сега уште едно само сосема накусо би сакала да ја споменеме наградата. Нели ја спомнавме на почетокот и честитам уште еднашка меѓу 5 најдобри инфлуенсери за храна на Балканот, што е навистина за искрено јас бев изненадана. Ова е тоа признание за твојата работа и кога пред да влеземе овде ми рече дека од кога ќе пробаш нешто веќе знаеш што има, од какви состојки е да кажам, колач ми кажуваше, нели кога... Да, па за среќа имам така истанчен вкус. Вкус веќе после толку време, да. Па и мирис. Ќе кажам една случка, значи со супругот бевме на една вечера и не послужија вино и сега супругот ми вика што колку е убаво виното и јас му кажувам натре има бозел и
тој го врти шишето и вика не ми се верува дека навистина го погоди. И една друга состојка ме потсети на ванила, на свадбено патување бевме на Сешели и таму имаше плантажи со ванила и јас му велам и ванилата ме потсеќа на таа од Сешели, не на екстрактот од ванила. И тој ми вика не ми се верува колку ти истенче вкусот и мирисот. Значи точно знаеш да одредиш, така што ја имам таа среќа да можам да ги препознавам состојките и потоа дома да си го подготвам тоа јадење, не секогаш, затоа што има некои работи што не можеме до танчина нели да ги приметиме, ама главните состојки знам да ги препознавам и да можам да го подготвам исто или слично јадењето. Браво. Тоа значи дека ја имаш вистинската професија, која што ја работиш со многу љубов, се гледа тоа како зборуваш. Сега овде ние ќе мораме да го привршуваме веќе разговорот, ама следен пат ќе им ветиме на гледачите дека може да влеземе кај тебе во кујна и да видиме како изгледа тоа. Сега во секое време, кога ќе посакате, на лице место да се готви со теа. Ама ќе се договориме претходно дали тоа ќе биде солено или благо. Ти благодарам многу за гостувањето, посакувам уште многу вакви награди и ќе има повод и прилика да се дружиме повторно. Благодарам уште еднаш. Значи јас додека ги следев инсертите, можам да ви кажам дека и со очи го вкусив и мирисот го почувствував и толку тоа убаво изгледа и со таква леснотија и радост се спрема, така да верувам дека уживаат сите оние кои што се дел од трпезата на теа. Браво и секоја чест. И јас дзиркав вака малку додека одеа, навистина секоја чест. Да, некогаш храната се јаде со сите сетила заедно, комплет. И благодарам многу.